Убав ден, кажавме, господја Бисера, бидејќи некако понеделникот го стартувавме со црторот на птици, рековме, убаво изгресен се, некако како предвестник на пролета, меѓутоа и меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Искрено мора да признам дека од ова прво наше бриф искуство вака сега во утринската на Телма, се надевам дека имаме често во нашата емисија. Морам да кажам дека го имате светот во вашето срце. Тоа го констатирам. Не само тоа што сте полиглота, туку и големото резиме и биографија. И ќе се надоврзам. Фактите вистина говорат дека во светот денеска се говорат повеќе од 6500 јазици. Вие само ми наброивте околу 6-7 кои што ги говорите течно и околу 200 земји кои што се пред предизвикот да го можеби зачуваат или зачуваат малите јазици како што и Македонија во светот да се употребуваат заедно со другите светски јазици. Затоа многу важно е да се говори мајчиниот јазик, затоа што ми говоревте дека сте по природа и борбен дух. Да. Од почеток од родната битола со која што се потсетите преку овие фотографии и видеа, па до ден денешен кога тоа го пренесувате и го пресликувате на вашите сега дечиња. Така што убава е темата днес да ја одбележиме со вас. Честитки уште еднаш за убавата нова функција, која што знам дека ќе ви биде предизвик следниот период. Да, навистина. Знам дека и веќе се соочувате со првите предизвици и со целиот персонал во Министерството за култура и официјално добро ми дојдовте, Бисера, во нашата Благодарам за поканата, навистина ми е големо задоволство. Бидејќи редовно ве следам и ми представува огромно задоволство, особено на овој ден што прв пат гостувам во вашата емисија. Правиме баш еден предизвик и за вашите први може и појавувања низ медиумите во овој период. Меѓутоа не постои побава работа од последниот период кога морам да ви ја соопштам уште еднаш. Сигурно знам дека сте во текст со тие, да речеме, информации. Меѓутоа кога пред неколку седмици кај нас го имавме еден од уредниците во Арслами на литература.мк, Ведран Диздаревиќ, кој што говореше за ревидирањето на новите дела на Блаже Конески. Тој не знаеше и јас му соопштив дека зголемен е интересот за изучување и проучување на македонскиот јазик и меѓу другото заврши и зимската школа. Би сакав да ве прашам дали можеби некогаш бевте пред предизвик, дали сериозно Македонија ќе се соочи можеби со некаков си дефицит од кадри или ученици кои што ќе сакаат понатаму да го изучуваат. Јас и некого прашав дали можеби тој дефетистички став се уште може и постои кај помладата популација, като некако нели соопшти можеби во ова интервју, дали тоа можеби вие вака за почеток го имате како можеби како некаква мисла, теорија, факт, некој кој што си го имате можеби зацртано. Јас ке се надоврзам она како што почнавме со честитките кон професорката која што навистина 4 децении веќе образува и ја работи една од најблагодарните професии. Не само дека јас доаѓам од тоа поле, меѓутоа мислам дека можноста да работиш, да обликуваш, да воспитуваш млади умови од онај момент кога тие се уште се во една фаза на табула раза е навистина благодарен. И мислам дека сите ги паметиме првите наставнички, првите учителки со навистина многу голема љубов. Влијанието кое сме ги имали. Да. Тоа е нешто што јас се соочувам од првиот момент кога влегов во таа професија, бидејќи јас знам зошто ја одбрав таа професија, токму заради тие role models. И ми рековте децидно бевте дека никогаш немавте план Б, друга алтернатива. Никогаш немав план Б од првиот момент кога почнав да зборувам и мајчин јазик и друг јазик, знаев дека сакам да бидам професор по англиски јазик. Затоа ќе се надополнам на тоа како го почнавме ова гостување. Заради новите текови, токму заради новите трендови, како се развива едно општество, навистина и јас сум многу, не сакам да речам вознемирена, но зачудена, бидејќи навистина е опаднат тој интерес за влегување во наставничката професија и сметам дека вакви позитивни примери како наставничката која што имавме, дека треба се повеќе да ги вреднуваме, да ги истакнуваме, да бидат се присутни бидејќи навистина имаме работа со една од најубавите професии. Не онај стереотип најубавите професии за една жена, меѓутоа најубавата професија општо за сите. И мислам дека треба малку повеќе време да посветиме на афирмација на што значи не само наставничката професија, туку што значи да се негува традицијата кон мајчиниот јазик. Заради новите дигитални времиња, заради новите развој во општеството, се стави, во последните, можеби во последната деценија еден акцент на еден друг момент во како треба да се развива едно општество, но сметам дека еве малку и како влада, ние навистина придонесовме за македонистиката да се издигне на посебно ниво. Бидејќи кога јас студирав,
во 2004 година, ние бевме иста бројка на студенти кои што студиравме странски јазици и студенти кои што студиравме македонистика. И секогаш на Бројката студентите колкава била? И секогаш на студентите кои што студираа македонистика гледавме како со посебна почит. И на професорите кои што предаваат таму, и на катедрата за македонски јазик, македонска книжевност, општа и компаративна книжевност, бидејќи сметавме дека да, ние како студенти по странски јазик носиме еден друг вид на товар, но тие го носат најголемиот товар. Тие треба да се оние кои што на вистина ќе придонесат да ги детектираме сите промени во јазикот, бидејќи на вистина секој јазик е жива материја и претрпува многу големи промени. Тие беа оние кои што требаше да го задржат курсот и нивото за македонскиот јазик, да се менува заедно како се менува општеството, но да го задржат она чувство на македонистика, на професори по македонски јазик, на како нивните ученици тоа да го разберат и да го негуваме тоа чувство со гордост. И не постигнува духовна катарза од истото кога таа симбиоза ќе се поклопи вака баш со духот на Сите знаеме кога сме биле надвор, кога ќе отпатуваме, колку е убаво чувството кога ќе слушнеме македонски јазик, колку ги истакнуваме кога ќе слушнеме како некој во странство ги пее песните на Тоше. Јас памтам во далечната 2006 година имав прилика да ја посетам, односно 2007 Австралија, колку беше убаво чувството кога таму пред Опера Хаус некој ги пееше песните на Тоше на изворен македонски јазик. Така да македонскиот јазик и чувството да се зборува македонски јазик правилно и да се зборува надвор од границите е навистина непроценливо. Се сложувам апсолутно. И сега кога сме кај македонското општество, на каков начин сега Министерството за култура ќе го одбележи денешниот ден? Знам дека имате низа проекти во текот на годината, меѓутоа да речеме конкретниот 21 февруари за кој што го имаме и со вас во студиото. Па денес прво да почнам од Министерството за култура, пред да почнам со оние проекти кои што денес, оние активности кои што денес ги имаме предвидено. Министерството за култура го започна проектот за дигитализација на делот од македонистика, кој што го работиме заедно со Фондот за иновации. И тоа е еден навистина многу голем проект и ми е многу мило дека јас го наследувам како нова министерка за култура. Тоа е нешто што започна во мандатот на министерката пред мен и е навистина од многу витално значење. Морам да кажам дека во однос на конкурсот кој што сега, односно годишната програма кој што сега се заврши, се објавија резултатите, има голем број на проекти кои што ја поддржуваат издавачката дејност, преведувачката дејност, бидејќи колку што е важно да твориме еден јазик, толку е важно да преведуваме и на мајчин и од мајчин, бидејќи така нашите културни вредности ги пренесуваме и на друга култура, на друг народ, на следни генерации, а така учиме и за другите. Исто така морам да кажам дека во конкурсот од близу 3800 апликации кои што ги имавме, скоро 1600 апликации беа на млади таленти, на млади артисти кои што навистина беа поврзани голем дел со ширење на македонската култура, македонскиот јазик и со самото тоа што тие творат, без разлика на која тема, на македонски јазик, тоа представува повторно еден вид на национално богатство, еден вид на национална гордост, бидејќи тие својата работа работат преку мајчиниот јазик. Јасно. И ако се вратам на што ќе го работиме денес, една од активностите ќе го посетиме Институтот за македонски јазик. Тоа е сепак наше стожер еден наш стожер, една наша матична институција каде што потекнуваат и каде што водат сите проучувања за македонскиот јазик. Ќе го посетиме училиштето, кое што пред малку го видовме. Мене ми е секогаш особено задоволство да видам меѓу деца, меѓу ученици, меѓу студенти, бидејќи тие се едината на нашето општество. Во нив мора да вложиме. Како не? Госпоѓа Бисера, Македонија се наоѓа во еден предизвик кој треба да ги премости барањата, ако може така да споделиме од својот сосед Бугарија, доста актуелна тема, за да може да се крене можеби нели таа пречка, рампа како да ја наречеме, за европското семејство. Сега вие сте во една од комисиите, што би сакал да начнам, што всушност и вашата комисија се работи, би сакал да споделиме за јавноста, и на кои теми можеби ќе имате всушност еден убав крај или нов почеток, една нова табула раса која што споделивте и за учениците сами. Многу ми е мило дека се покрена ова прашање баш тука, баш денес и баш на овој ден. Јас сум еден од копредседавачите на работна група број 4 и во таа група која што е доста шаренолика и е најжива, така ќе се изразам. Тука сме министрите, соработуваме министрите за образование и наука, култура, млади и спорт и мислам дека резултатите од оваа група многу брзо ќе се видат и ќе бидат видливи, бидејќи оптимисти сте се, така. Многу сме оптимисти од двете страни.
бидејќи ние немаме што да криеме, немаме како што во некои медиуми се пласира, немаме што да продадеме или што да скриеме под килим. Едноставно имаме за цел да ја продолжиме онаа соработка која што и тоа како постоеше, преку разни видови на проекти, од размена на студенти до размена на уметнички дела, разни гостувања по фестивали, разни гостувања на театри. Тоа не е ништо ново за нас. Едноставно сега сакаме малку повеќе тоа да се интензивира, низ еден пријателски диалог и да покажеме дека ние навистина како македонци сме многу пријатен народ, сме гостопримливи и дека немаме потреба се караме со никој, најмалку со нашите најблиски соседи. И не е тенденциозно да го кажеме, бидејќи некој така ќе го свати понекогаш. Морам да кажам дека во ниту еден момент македонскиот јазик, идентитет и култура не е никаде ставен како точка, како знак за преговарање. И мене, како македонка, како жител на оваа земја, како жител на земја од која што јас не сакам да заминам, сакам да останам тука и да се вложувам тука, ми смета некој дискурс кој што постои во јавноста дека ние сакаме да тргуваме или да го продадеме јазикот, идентитетот, традицијата или културата. И сакам да се сите граѓани на Република Северна Македонија спокојни, бидејќи ние не преговараме за јазикот. Ние преговараме кои студенти од уметничките школа во Република Северна Македонија под покровителство на Министерството за култура и образование ќе имаат можност да престојуваат на еден краток период во Република Бугарија и таму да можат да учат од своите колеги. Размената на искуствата кои што сме го правеле и ние некогаш како ученици студенти. Истото е и обратно. Студенти од Република Бугарија, уметници, истражувачи кои што и ќе ни помогнат и ќе им помогнеме заедно да дојдеме до некои научни сознанија кои што ќе користат на секое поле во науката, не само во македонистиката. Ние потекнуваме, двата јазици потекнуваат од исто јазично семејство, но не значи дека се исти. Различни се и тука е убавината на двата јазика. Тоа што тие се различни и тоа е целта да се сближиме преку тие различности и да се сближиме преку навистина она што постоеше многу одамна меѓу нашите две земји. И тие резултати ќе бидат најшаренолики и најубави. Ништо поубаво. И да ја вратиме таа магија. Милото дрежи уште 2 минути, еве ќе успеам колку што можам нели во овие 2 минути со вас барем во ова прво представување да споделиме неколку други информации. Морам да го поставам како прашање. Don't stop until you're proud или мотото ваше или поточно не престанувате додека не сте горди на себе си. Кусо. Мал преглед колку што можете сега да споделите за јавноста за можеби тематиките, проектите кои што ќе се одработат во оваа 2022, која што е на почеток. Пред се предност даваме на живата култура, односно онаму каде што може да се пренесе наједноставната порака и најкомплексната порака до секој граѓанин. Тоа не значи дека ќе се стават во мирување оние други проекти кои што досега се работеле во култура, бидејќи ние мора да создаваме култура. Конзистентност ќе се продолжи, така. Значи тука не постои, не сакам никој да свати дека сега тука ставаме на граница, се што се работело ќе престане да се работи, продолжуваме понатаму на ново. Не. Не значи дека треба само да создаваме култура, мора да ја негуваме културата. Тоа значи дека заштитата на културното наследство, вложување во заштитата на културното наследство, но вложување и во создавање на култура меѓу младите уметници, меѓу алтернативните начини на уметност, меѓу слободната сцена, меѓу националните установи, националните галерии, музеите, повторно е во фокус. Сметам дека културата е за сите и дека токму таму треба и тоа треба да е водечкото мото, да бидиме горди на нашата култура, зачувување, да бидиме конзистентни во она што сме го работеле досега, да создаваме нова култура и таа нова култура повторно да се ја зачуваме и да се ја негуваме. И традицијата, културата, фолклорот и јазикот пред се е навистина она со што ние треба да се гордееме. Многу ви благодарам што го започнавме утрото со вас. Знам дека омилен автор ви е и писател Шекспир. Да. Има уште неколку прашања кои што така да ги поставам за вака и за јавно и плюс да не заборавам дека имате книга издадена со наслов Академско пишување. Може ли да го ставиме ова се како едно ново наше второ продолжение во следното интервју? Да, тоа е исто така уште една тема поврзана со јазикот, но ќе ни треба малку повеќе време. Знам дека ќе треба, бидејќи веднаш ве почувствав, ви благодарам Бисаре уште еднаш за ова гостување. Продолжуваме понатаму, ќе бидеме се надевам дека Телма телевизија и другите медиумски работници кај нас можеби негуватели на интегритетот и македонскиот јазик, бидејќи би сакала да ми бидете верни соработници во она што како Министерство за култура имаме во намера да го сработиме и не само на полето на јазикот, туку во секоја
сфера на културата. Во секое време. Симпатиите продолжуваат, медиумската платформа Телма останува ваша поддршка и се надам дека од овие 6500 јазици Македонија или македонскиот јазик ќе биде доволно храбро и понатаму вака да зачекори да проживее низ. Ако соработуваме сите, ако помогнеме сите во тоа, Така е. и тоа како ќе биде. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.